Битолскиот музеј воспостави соработка со Дубровачки музеи, а стручни лица од Етнографскиот музеј од Дубровник беа гости во Битола, при што одржаа предавања на теми велики пости и великденски обичаи во Дубровник и околината, традициски везови и облека од територијата на Македонија во фундусот на Дубровачки музеи и предхристијански елементи во обичаите на Дубровачкиот крај. Претходно, представници од музејот во Битола гостуваа во Дубровник, каде се запознаа со колекцијата на македонски носии и везови. Мојата цел таму беше да ја видам колекцијата на македонски носи и везови, која е подолго време прибирана, има делови кои ги собирала Јелка Миш и делови кои биле изложени во склоп на Југославија, да то може повеќе ќе кажи колешката од Дубровачки музеј. И мене ме радува што соработка продолжуваме да негуваме со нивното гостување и во план е до година таа колекција се обработи. Крајната цел ни е да направиме една заедничка изложба во Дубровник и потоа да ги донесеме тие предмети во Битола. Етнографскиот музеј во Дубровник поседува богата збирка на македонски носии. Некои примероци ги нема ниту во Македонија, па токму затоа се планира една голема изложба и изработка на репрезентативен каталог. Ја се надам да ќе таа изложба заиста 2019 добити све потребне подршке од стране Министарства Хрватског и од стране Македонског Министарства и да ќе остати еден вјечни траг у ствари богатству културне традиcije Македонаca, koja, evo kako vidimo, nalazi se u velikom broju muzeja, svugdje ti dijelovi parčad su raspršeni, ali taj katalog bi upravo trebao prezentirati to bogatstvo. Гостите од Хрватска истакнаа дека со ова сакаат да се даде поддршка на музејот во Битола во заштитата на нематеријалното културно богатство, бидејќи како што велат, нематеријалното културно богатство е живо богатство и е суштински дел на идентитетот.